Вечерва продолжуваме со проучувањата од Библијата, порака за 21 век. Пред нас темата носи наслов на страна на победникот. Ке видиме вечерва на која страна ние ќе се определиме да бидеме, дали на страната на победниците или на оние кои ќе бидат губитници. На почетокот еден краток пример кој се случил за време на Втората светска војна. Во едно село, во една христијанска црква, луѓето се собрале на молитва, се собрале како ние вечера што сме собрани овде, на богослужение да го слават Господа Исуса Христа. Бидејќи било војно време, одеднаш некој почнал да тропа на вратата, влегол еден официр, со него една група на војници, им заповедале на сите верници во рок од 10 минути да ја испразнат црквата, бидејќи требало да ја минират, да ја уништат. Овој официр кој во овој пример се вели имал ѓаволски израз на лицето, значи бил многу опасен, дошол на една интересна идеја. Во сред црква ставил една слика на Исус Христос и ги терал верниците да дојдат и да плукнат по лицето на таа слика, на таа икона која била во црквата и да излезат надвор. На тој начин ќе бидат спасени. А сите оние кои нема тоа да го направат, ќе бидат убиени заедно со зградата која ќе биде срушена. Поминало неколку секунди, луѓето биле изненадени, еден по еден станувале, доаѓале во центарот на салата и плукале, најпрво ми рекле, опрости ми Господе, плукнале и излегле надвор. И така еден по еден тоа го правиле. Меѓутоа, во меѓувреме, таму од левата страна, во салата, станало едно девојче од 14 години и тоа дошло напред кај сликата која била ставена во средината на црквата. Таа девојка, наместо да плукне, клекнала пред сликата и ја бакнала. Офицерот бил толку изреволтиран, го извадил пиштолот и ја убил девојката, односно девојчето. Во црквата настапила гробна тишина. Никој повеќе не ја плукал сликата. Бидејќи ако дошле кај сликата, требало да го плукнат и девојчето кој било мртво, кој лежело на самата слика. Одеднаш од групата кои останале верници во салата, станал таткото на тоа девојче, плачејки, и тој се упатил кон средината на црквата кај неговото девојче. Почнал да плачи, да вика, не можам ништо повеќе да сторам, да ја поправам ситуацијата. И најпосле рекол, порано да ги знаев намерите на моето девојче, дека ќе стане и ќе ја одбрани сликата, јас тоа ќе го направив, да го дадам својот живот наместо неа. Браќи и сестри, зошто многу луѓе подготвени се да го жртвуват својот живот за Исус Христос? Зошто многу луѓе во минатото, во средниот век, ги жртвувале своите тела, своите животи пред лавови во тие арени, пред диви животни? Што ги мотивирало, што ги терало тие луѓе христијани по цена на својот живот да одат до крај, да не излезат надвор, како што повеќето од таа група на христијани, од таа црква излегле, плукнале во сликата, излегле надвор и се спасиле? Што е тоа што луѓето ги мотивирало во минатото? Зошто тие тоа го правеле? Што ги потикнувало? Токму ние вечерва ќе размислуваме на таа тема. Еве што вели Матеј во 24 глава во 9 стих. Тогаш ќе ве предадат на маки и ќе ве убиваат. И сите народи ќе ве замразат заради моето име. Интересно, ова Исус го најавил уште во негово време. И тоа се остварило во текот на вековите после Исуса Христа, посебно во тој така наречен темен век. Меѓутоа, кој им давал сила, кој им давал храброст на тие луѓе да ги гледат тие диви зверови пред себе, заедно со целото семејство, да бидат жртвувани на олтар ради Христа? Исус ова го навестил, Исус ова го најавил дека ќе се случува. Меѓутоа, кога читаме во Новиот Завет, ќе дојдеме до две личности, Павле и Сила, луѓе кои биле исто така подготвени и животот да го дадат. И го дале. Павле често пати бил каменуван, Павле често пати бил тепан, Павле често пати бил затваран.
Меѓутоа, тој вели, и поред тие окови, и поред тие синџири кои ги имале на своите раце, тие го славеле Господа. И затоа Павле ќе каже, право ли е пред Бога да ве слушаме вас повеќе отколку Бога? Судете, зашто ние не можеме да не зборуваме за она што сме го виделе и чуле. Интересно, каква сила имале тие браќа и сестри луѓе во себе, за да тоа го кажат пред цареви и пред судии. Не мислите дека дојдов да донесам мир на земјата, не дојдов да донесам мир, но меч, вели Исус. Зашто дојдов да го раздвоем човекот од неговиот татко и ќерката од незината мајка и снаата од незината свекрва. Секако не треба да го ние сега оптужиме Исуса дека прави раздор во семејствата. Немоја на Исус таа мисла, меѓутоа вистината која ќе дојде во човечкото срце или во семејство, едноставно ќе дојде до разлика, зашто секој има слободна волја да се определи дали ќе го следи Исуса Христа или не. Ние вечера ќе зборуваме и за слободната волја. Меѓутоа во текот на историјата, како што спомнавме, многу христијани доживеале убиства, доживеале противење, доживеале подсмев. Зошто е тоа така? Затоа што вистината и лагата не може да бидат споени, како што водата и маслото не може да бидат заедно. И затоа Бог вечера ќе ни прозбори, ќе ја каже правата вистина. Постои ли сигурност и слобода? Денеска многу луѓе се крстаат, се колнат во слободата. Денеска некои држави така наречени се слободни. Меѓутоа ние ќе видиме малце подолу дали таа слобода е вистинска или пак нешто се крие позади така наречена слобода. Значи денеска многу луѓе се бореле и денеска се борат за да имат некои своји права, но на крајот сепак се крие нешто друго. Но Исус, сите тие луѓе кои ќе се најдат пред смрт ради Евангелието, ради Христа, ради Бога, еве што вели Исус, да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувајте во мене. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Очигледно Исус ни ја открива иднината, го трга пердето, ја трга завесата и сака да не подготви дека овој живот на оваа земја, каков да е тежок, сепак на крајот ќе дојде еден ден крајот. И затоа Исус вели, одам да ви приготвам нешто сосема подруго, што денеска постои нова планета, нова земја. Што вели Јован таму и Павле, што око не видим и уво не слушна, такво нешто Господ приготува за оние кои се подготвени дури и животот да го дадат. Секако не треба ние да стравуваме дека ќе умреме ради Христа, во смисол дека ќе го жртвуваме нашето тело. Можеби од некој тоа Бог ќе го побара, но само од оние кои се подготвени тоа да го направат. Како е да е, ние треба да обстоиме на тој наш животен христијански пат. Меѓутоа, ајде малце да поминеме низ историјата, да видиме што е на што се случило. Се е верно запишано во Светото писмо. Песочниот часовник немилосредно истекува. Полека ние се ближиме кон завршницата, кон крајот на оваа планета. Но ајде малку само на брзина да се подсетиме што кажуваат пророците, посебно во книгата на пророк Даниел. Вие кои сте читале Библијата, верувам ќе се подсетите, таму во Даниелов 2 глава сте сретнале извештај дека Навуходоносор сонил сон, еден кип кој имал 4 елементи врз себе. Секој елемент укажува на една историја, на едно царство во минатото. Таа слика се повторува и во Даниелов 7 глава, меѓутоа таму се дадени животни. Таму се дадени, значи, животни кои исто така укажуваат на тие делови од историјата во минатото. И еве малце поблизу. Значи, овде во 7 глава, во книгата на пророк Даниел, ќе го видиме лавот, символ на стариот, на древниот Вавилон. Потоа доаѓаме до мечката, која го представува второто елитно царство, Медоперсија, кое се распаѓа на 3 дела, бидејќи гледате овде мечката има 3 ребра во своето уста. Потоа Даниел му објаснува на Навуходоносор и на сите оние кои се љубопитни за историските настани, дека видел животно со 4 глави и крила. Тоа го представува Третото царство Македонија на чело со Александар Македонски. И потоа едно животно кое не можел да го спореди со животните кои тој ги познавал во историјата во минатото и во негово време. И затоа Даниел го нарекува безимено животно. Но тоа нас многу вечера ќе не интересира и ќе го привлече нашето внимание. Гледате ово животно, всушност на својата глава има 10 рогови. 10 рогови, а овде има еден мал рог. Подоцна тоа ќе го видиме малце
поблизу. Еве го. Значи, тие 10 рогови всушност е распаѓањето на четвртото царство. Римската империја ќе се распадне на 10 делови на денешна Европа. Меѓутоа, во тие 10 делови, во тие 10 рога се појавува еден мал рог и вели, тој ќе хули на Севишниот. То Даниил го каже во 7 глава. Ќе ги сотрува светите на Севишниот. Ќе помислува да ги измени времињата и законот и светите ќе бидат предадени. Друг превод вели ќе бидат прогонети. Ова е најава, стотици години пред тоа да се случи во средниот век. Бог на Данило, почитувани, му го открил дека ќе дојде ден на прогонство, ќе дојде ден на кога ќе бидат предадени од своите пријатели на тие луѓе кои ќе ги прогонуваат. Но интересно е дека таа сила ќе покуша да се спротивстави на Севишниот, ќе помислува да ги измени времињата, законите, значи ќе ги помеша деновите. Божиот закон ќе биде исто така на удар. И еве, четвртата заповед е на удар. Таа му смета на таа сила. Се работи, значи, за промена на Божиот закон. Кој е мојот господар, Исус или некој друг? Тоа ќе биде централно прашање за секој верен човек, за секој христијанин нова земја, на кого ние ќе се потпреме, дали на Господа како наш господар, на Исус Христос или на некој друг. Но Библијата е немилосрдна и кажува, Исус тоа го кажува, ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Историјата покажала, почитувани, дека судирите се најсилни кога ќе се обедени црквата со државата. Значи, кога религијата и политиката ќе се обединат, тоа е најопасно. Тоа е смрт за христијаните. И тогаш се случувала најголемите убиства, крстоносни војни, прогонство на христијаните. Значи, кога црквата ќе се обедини со државата или обратно. И ние сега ќе поминеме малце низ историјата, ќе видиме дека тоа е една опасна заедница. Например, во книгата на пророк Даниил тоа го гледаме, кога тројцата момчиња биле фрлени во жарена печка, само затоа што другчие размислувале и се молеле на друг бог, неголи на актуелната црква или цар во тоа време на кого тие му се молеле. Понатаму, темниот среден век се употребувале многу тешки физички работи и убиства за христијаните кои на друг начин сакале својата вера да исповедат кон Бога. Понатаму, тој верски фундаментализам, кога се појават верски водачи, радикални водачи, кај што се регрутират разни терористички организации, се во име на Аллах, во име на Бога, се прават големи зулуми, односно големи проблеми и убиства. Историјата, почитување, немилосредна, таа ни укажува дека ние се ближиме кон завршницата на овој свет. Ајде да поминеме на брзина во Откровение 12 глава и да видиме што таму се случува. Борбата на сатаната против Христа и неговата заедница. Пишува таму во 12 глава дека настанало војна на небото. Сатаната активно работил и јавно сега истапил во двобој со Христа, со Бога на небото. И таму вели дека не му се најде повеќе место на небото. Беше исфрлен на земјата. Во 14 глава се појава тројната ангелска вест. Луѓето се повикуваат на одвојување од Вавилон. Таму вели, излезете од Вавилон. Се најавува крајот. Значи, тројната ангелска вест е денес во оптек се проповеда. И при крајот на Откровение 14 глава се најавува второто Христово доаѓање. И затоа, како се ближиме кон крајот, кон завршницата на ова планета, текстот вели, ќе се разгневи змевот и ќе отиде да војува со жената, против другите од низиното семе, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. На сатаната му смета заповедите, посебно четвртата заповед, која укажува на роден денот нова наша земја на која ние живееме и укажува на денот кој треба ние да го светкуваме. Меѓутоа, интересна е 13 глава. Таму веќе ќе го сретнеме на чудовиште, оној звер кој излегува од морето. Ние вечерва ќе дадеме кратки црти или краток опис да го препознаеме кои се тие два звера, зашто постојат два звера кои ги гледа Јован. Кого представуваат зверот од морето? Интересно, Јован гледа разни зверови, разни животни.
значи и Данило и Јован символички ги објаснуваат тие суштества што ги гледаат. Зверот од морето, значи правиме на паралела помеѓу Данило 7 глава, зашто и таму има зверо на 4-тиот, безимениот, рековме, со 10 рога и еден мал рог се појавува. Меѓутоа, Јован исто така во 13-та глава гледа звер кој излегува од морето. И еве ќе правиме една паралела вечерва. Значи во Данило се вели зборува големи работи. Истото се повторува и во Откровение 13-та глава. Хули на Бога и овде хули на Бога. Војува против светите. Кои се тие светите? Тоа се сите оние луѓе, сите оние христини кои сакат еден свет начин, исправен начин, чесен начин, според Библијата да му служат на Господа. И тој ќе војува против нив, ќе предизвикува закони, ќе воспоставува прогонство, ќе прави со цел да ги одврати, ќе наметнува закони како што бил законот 321 година од страна на Константин, кога била неделата наметната наместо саботата. Ги победува светите, значи ќе ги убива. Тоа се случува и во Откровение. Светите му се предадени за 3,5 времиња, или 42 месеци, односно тоа 1260 години. И тоа се случува. 3,5 времиња, знаеме колку се тие денови, односно години, и кога тоа ќе го збереме, доаѓаме до годината 1260 години. Тоа е период кога таа сила, тој мал рог, во лик на една установа, не е во прашање, значи, еден човек, туку тоа е установа, едноставно ќе ги прогонува верните. Постои до крајот на светот и овде. Значи, таа сила, ќе има сила, авторитет. Како се ближиме кон крајот, се повеќе и повеќе ќе зајакнува. Значи, не се работи за луѓе, туку за систем на сила. Не се работи за пресуда. Бог е судија, но тој ќе си земе право да донесува пресуди и да суди. Смислата на пророштвата е: од сега ви зборувам, пред да се збидне, за да поверувате кое ќе се случи, дека јас сум. Очигледно, преку овие пророштва, преку овие текстови кои ги читаме вечерва, почитувани, Бог сака да ни објасни, да не подсети дека тоа ќе се случи и во наше време. Ќе има прогонство, ќе има притискање на совеста, на слободата на човекот, што да верува, во што да верува и кој ден да празнува. Но Исус е многу јасен и транспарентен. Исус вели: не судете, за да не ви се суди. Неме право, значи, ние да судиме ниту некоја организација. Пророчки белези на зверот од морето. Значи, добива сила од Римското царство. Четвртото царство се распаѓа на 10 делови, значи на 10 држави, како што денеска постојат во Европа. Од тие 10 држави, знаеме, 3 ќе бидат уништени, Хирули, Вандали и Остреготи, меѓутоа еден мал рок ќе се појави. Значи, таа сила, што пред малку ја спомнавме, добива авторитет наследно од царството кое се распаднало, од четвртото царство. Понатаму, тоа е религиозно-политички систем. Бара обожавање и има власт на народите. Ние ќе видиме малце подолу кога ја губи власта и кога повторно му се враќа. Хули на Бога, се става на местото на Бога. И затоа тој има капа троделна која се нарекува Викариус Филii Dei, значи наместник на Синот Божи, си зема право. Кој му дава право на таа сила, на тој човек, на таа установа да се нарекува Бог и да простува? Ги прогонува верните. Владе, ќе повторим уште еднаш, 1260 години. Меѓутоа, еве овај црковен историчар, кој живел таму некаде во 19. век, што кажа? Од каде произлегува, односно ова сила произлегува од Римското царство? Еве што вели: западното Римско царство, поради внатрешни слабости и навлегување на варварите, пропаднало во 5. век. Она што останало до Римското, значи, царство, било сочувано во Римската црква. Под такви околности се појавил, гледате сега, римскиот бискуп. Под тие околности, кога се распаѓа Римското царство, како пастир и заштитник се појава римскиот бискуп. Римската црква се ставила на местото на Римското царство. Во неа Римското царство продолжило да живее, така да всушност царството не пропаднало, туку само го променило обликот,
Папата кој себе се нарекува цар и понтифекс Максимус, врховен свештеник, е наследник на Цезар. Гледате како е тоа мудро, лукаво направено. Царството како да се распаѓа, меѓутоа црквата ги зема тие ингеренции и продолжува со својата сила да владее. И се нарекува врховен свештеник. Папата е од таква голема вредност и така возвишен, што тој не е само обичен човек, туку тој е скоро Бог и наместник Божи. Се поставува наместо Бога, а тој хула, вели Библијата. Еве, во еден црковен спис папата Лав 13 што вели: ние на земјата го заземаме местото на семокниот Бог. Кој му дал, браќи и сестри, право на тој папа или на тие папи ги имало десетици и преку стотици, може 200 ги има од прилика. Во минатото постоја значи цела листа на списи, односно на имења. Кој им дава право на тие папи или на тој папа да се нарекува семокен Бог, заменик на семокниот Бог? Гледате овде каква чест му дава. Малтене се симнал Бог од небото. Прашање до човекот, односно свештеникот Дачо свештеникот ги опростува гревовите или пак само изјавува дека гревовите се опростени. Еве што дава одговор. Свештеникот ги простува гревовите врз основа на силата што ја добил од Христа. Која сила добил Дачо, односно тие свештеници, од Христа? Каква е таа сила? Каде тоа го пишува? Ние сега ќе видиме неколку стихови кој има право да простува и кој простува и на кого ние треба да се молиме во нашите молитви. Значи се поставува наместо Бога. Павле вели зашто Бог е еден и еден е посредник меѓу Бога и луѓето. Човекот Исус Христос, кој се даде себе си како откуп за сите, за сведоштво во вистинското време. Не е папата посредник, почитувани. Ако досега сме се молеле на човек, на свештеник, и ако сме се преку светци поврзувале со Бога, тоа не е исправно. Библијата вели дека единствен посредник е човекот, односно Исус Христос, кој бил во човечко тело, иако знаеме дека тој од вечноста, но тој знаеме се отелотворил кога се родил на оваа земја и потоа повторно заминал кај својот Отец. Понатаму вели текстот, ако ги исповедеме гревовите, на кого? Тој, гледате, на Бога, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Нема право папата или било кој свештеник да простува гревови. Тоа право го има само Бог. Понатаму, таа сила ќе војува против светите. Еве податок, од 50 до 100 милиони луѓе биле убиени, мачени во тие темни средни векови, да ги наречеме, во средниот век. Само затоа што сакале да му служат на Бога според Библијата, да ја држат четвртата заповед, да ја почитуваат саботата наместо неделата, да не се молат на икони, на слики, туку директно да му се молат на Бога. Значи, тие луѓе сакале според својата слободна волја да ја исповедат својата вера, но биле прогонувани или убивани. Таа сила, рековме, и беше проречено, читавме во Откровение, 1260 години. Од кога тоа почнало? 538 година, кога победа над трите аријански народи, рековме, тие три народи биле едноставно истребени, исчезнати, и на тоа подрачје, на таа сила, на тие граници се појавува тој мал рог. Победа над остроготите, владењето на римскиот бискуп конечно била осигурена. И крајот е 1798 година. 1260 години таа сила била страф и трепет за вистинските христијани, кои не можеле слободно да исповедат својата вера. Меѓутоа, што се случува? Гледате пророштото како е немилосредно. Пророштото најавува дека таа сила ќе доживее крах. 1798 година ќе се случи нешто страшно за таа сила. Генералот Бертие го заробува папата Пие VI. И тоа заробување на папата Пие VI од страна на генералот Бертие се случило 1798 година. Тоа е така наречена смртна рана. Значи, таа сила, паството добива смртна рана како да е мртво, меѓутоа не е мртво. Тоа ќе изгледа дека е мртво.
1866 godina, 1817 godina, odzemanje na celo to zemljište vo Italija, znači zatvorenik vo Vatikan. Faktički Vatikan će bude mrtov, iako to je mala teritorija vnatre državo Italija, svega ne može se setam koliko je kvadratni kilometri, no malo je to područje, znači jednostavno bilo mrtvo, dobiva smrtna rana. Međutim, Biblията prorekava дека ta sila ќе залечи, дека ta rana ќе се залечи и повторно таа сила ќе воскресне. И видов друг звер, како излегува од земјата, имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. Интересно, Јован видел прва зверка, ја опишавме, тоа е силата сега што ја опишувавме, во ликот на папството. Сега Јован гледа друг звер излегува од земјата. Ова првата излегуваше од водата, од морето, а ова втората излегува од земја. Имаше два рога како кај јагне. Значи сега тоа животно се уште не може да го опише како, дали е мечка, дали е лав, но гледа животно, но има два рога, слично вели како на јагне, а зборуваше како змев. И што се случува? 11. февруари 1929 година, повторно таа мала територија, латерански договори помеѓу Италија и Ватикан, му се враќа имотот на папството. Повторно Ватикан воскреснува, му се враќа авторитетот. Држава Ватикан е прогласена за неутрална територија. Значи, да кажеме, ова територија, ако е Италија, тука некаде му се дава малку простор на Ватикан, повторно да заживее, повторно таа сила да се врати во оптек. Папата е независен владетел, поставен. Некои имоти се вратени. И што се случува? Дипломатите од повеќе од 100 нации се собрале во фрески на китената кралска дворана во Ватикан, да би слушнале важни надворешно политички најави за престојната година од страна на папата. И тоа се случува секоја година. Значи, раната после 200 години повторно е зацелена, исцелена. И денеска знаеме каков авторитет има папата во светски рамки. Еве, тој е тој вториот звер. Јован го гледа и излегува не од водата, туку се појавува од земјата. Очигледно, тоа ќе биде територија населена со луѓе. И видов друг звер, како излегува од земјата, имаше два рога, како кај јагне, а зборуваше како змев. Ајде да ги видиме белезите сега на зверот кој излегува од земјата. Кои се белезите и каде може да го лоцираме, да ја лоцираме таа територија и кој стои позади таа сила. Значи, доаѓа од земјата, има два рога како јагне, говори како змеј, и има силата на првиот звер, а првиот звер, рековме, папството, така? И има таа сила, но сега има камуфлажа, не е опасна зверка, има рогови како јагне. Кој би се плашил од јагне денеска? Никој. Но зборува како звер. Ги присилува жителите на земјата да ја обожаваат првата звер. Прави големи знаци и чуда, ги заведува луѓето. Ја прави иконата на зверот и ги присилува на обожавање. Има економска, политичка и религиозна моќ и врши притисок на луѓето. Гледате, овде слободната волја ќе биде потисната на луѓето. Како во минатото, така и денеска. Денеска во некои држави веќе не може слободно христијаните да се собираат во своите молитвени домови, или се прогонети, или политички се жигосани. Очигледно, која држава се развила во светска сила при крајот на 18 век? Ако ја истражуваме историјата, браќи и сестри, ние ќе дојдеме до еден резултат. По што се разликуваат зверот од морето и зверот од земјата? Која нација превзема светската сила од зверот од морето? Секако не треба многу да одиме. Тоа е зверот од земјата, е во ликот и сликата на Соединетите Американски држави. Значи, вториот звер е символ за нација која ќе се појави некаде во 18 век. Настанува на ретко населен простор. Ние знаеме дека Америка била ненаселена додека не била откриена. Таму имало оние диви племиња кои живееле. Меѓутоа, со откривање на Америка се населува на жители од Европа одат во Америка. И така полека Америка почнува да се развива.
се развива во светска сила, економска и политичка сила. Бидејќи во Европа настанале тешки услови за живење, тамо некаде 16, 17, 18 век од Европа бегаат во Америка и тамо доживуваат ренесанса христијаните, слобода и политичка и верска. И ден денес Америка е тој кипот на слободата. Она служи како демократска земја, кај што можеш на сред плоштад, качи се на една столица, земи Библија и проповедај, никој не те прогонува. Но сепак тоа нема да трае бесконечно. И таму полека обрчот се стега. Оттаму ќе дојдат сите закони, кога е во прашање притисок на христијаните, за да го прифатат тој ден кој не е спред Божјата волја. Значи, денеска Америка е економска сила. Погледнете, Белата куќа личи како она што е во Ватикан. Слична е. Очигледно, тие белези се префрлуваат. Соединетите американски држави, Маргарет Тачер рекла, Соединетите американски држави се најголемата сила во денешниот свет и таа има посебна судбина. И навистина, денеска Америка е светска сила. Вашингтон, нов Рим. Јасеф Арафат тоа го кажал додека бил жив. Вашингтон е нов Рим. Очигледно, денеска Америка има силно влијание на светот. Во политиката, во економијата, понатаму на моралот, MTV култура на младите. На телевизија постои таа сателитска програма и младите ја гледаат. Таму се креира модата, се креираат моралните вредности преку таа MTV телевизија. Холивуд, изворна се и се што. На филмови, кај што се стотици, илјадници филмови режираат. CNN вести, секаде кај што ќе се случи некоја трагедија, кај што треба некој систем да пропадне, ќе се појави ова телевизиска куќа CNN. Индустријата, слобода, демократија и така натаму. Значи, сето тоа постои позади Америка. И текстот вели, Откровение 13 глава, и тоа вршеше власта на првиот звер. Значи, Америка изгледа како јагне, со два рога, како тоа животно. Меѓутоа, тоа ќе биде само маскота, ќе врши силата на првиот звер, а првиот звер, рековме, е папството. И тоа вршеше власта на првиот звер пред него и направи земјата и нејзините жители да му се поклонуваат на првиот звер, чија смртоносна рана беше залечена. И правеше големи чуда, така што и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. И му беше дадено да вдахне дух на ликот на зверот, така што ликот на зверот да прозборува и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат на ликот на звер. Гледате, тоа се случувало во средниот век и ќе се случи во последно време. Ќе бидат прогонити оние кои нема да ја прифатат силата и авторитетот на првиот звер. И направи сите мали и големи, богати и сиромашни, слободни робови, да им се даде ознака на десната рака или на челото и никој да не може нито да купи, нито да продаде. И еве што се случува во Америка. Рековме, Америка е демократска земја. Првиот амандман, првиот даден член на американскиот устав еве како гласи. Конгресот не сме да издава никакви закони по повод религиите или верските заедници или да им ја забранува религиозната слобода на изразување. Се е тоа окей, се е тоа во ред. И во нашиот македонски устав постои таму член кај што е за гарантирана верската слобода кај нас. Секој има право на верска определеност. Меѓутоа, кога треба некој други чекај црквата да превземе или да ги има тие права, тогаш се ограничени со некои членови, со некои амандмани и така натаму. Но да го прочитаме до крај. Или ограничување на религиозно изразување на говор или печат. Или слободно да се собираат, да се обраќаат до властите за надминување на неправдите. Се е тоа во ред. И рековме, Америка денеска е најдемократска земја кога е во прашање верската слобода. Значи, денеска црквата е одвоена од државата или државата од црквата. Но, какви навестување сега има од страна на некои верски должности или политичари кои застапуваат некои одредени верски заедници. Еве што пишува сега. Одвоеноста на државата од црквата е многу опасен концепт. Тој
параграф што пред малку го прочитавме, така, не значи дека нашето религиозно осведочување не може да се одреди со закон и противниците на црквата и државата може да се бираат. Значи, полека сега има представници во Сенатот или значи, таму во тие политички тела, кои даваат изјави дека сепак треба да се полека ограничува слободата. Да ги избришиме зборовите од нашиот речник кои укажуваат на одвоеноста на државата од црквата. Се мисли на уставот. Да го избришиме тој член. Што тоа значи? Тоа значи дека полека слободата е во опасност. Кога во Америка ќе дојде притискање или намалување на слободата, на религиозната слобода, што да кажеме за останатите држави во светот. Значи, слободната воља на човекот ќе биде доведена во прашање да или не. Тоа ќе биде всушност дрво на одлука, како што Адам и Ева, почитувани, имале тоа дрво на одлука, кај што требало да одлучат на кого ќе му служат, на кого ќе му бидат верни. Меѓутоа, ова изјава, сега што ќе ја прочитам, нека не биде на сите, многу јасна и разбирлива. Нито една влада, нито една држава, нито еден човек или било која друга сила нема право да заповеда кого ние ќе обожаваме или на кого ќе дозволиме да влие на нашата совест. Затоа што Бог на човекот му дал слободна волја, да самиот се определи на кого ќе му служи, како ќе му служи и која ќе му служи. Нека Господ навистина, браќи и сестри, ни помогне да не се уплашиме. Ќе дојде време, и тоа време доаѓа, да се ние полека определиме дали ќе бидеме на страна на победникот или на страна на губитникот. Исус еве што кажал за водачите во негово време. Исус ги повека при себе и им рече: знаете дека оние кои се сметат за владетели на народите, господарот над нив и дека нивните големци имаат власт над нив, но меѓу вас не е така. А кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. А кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга на сите, зашто и човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата душа за подкуп за мнозина. Ова е христијанско начело. Ова е христијански принцип за кој се зборува. Вистината, почитувани, не е збир на точни точки на вистината. Вистината е личноста Исус Христос. Тој е открил во Библијата самата вистина. Тој е мерило за нашите одлуки. Затоа Исус вели: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при таткото ми освен преку мене. Исус, почитувани, не врши притисок на нашата совест. Тој не повикува слободно да се определиме. Тој повикува на еден личен однос со него. И сосема на крај еден краток пример. На еден брод, односно јадренак, имало многу морнари, заедно со својот капетан пловеле. Меѓутоа, немало доволно ветар и повеќе биле во застој отколку што напредувале во пловидбата. Искусниот капетан му рекол на еден млад морнар, кој што туку се вработил кај нив, да се качи горе на јарболот и да види дали се ближи копното, да го земе дурбинот и да види дали е близу копното. Ова момче се качило, меѓутоа дувало силен ветар и така, кога гледал, видел дека нема копно, се е море и дал знаци долу на капетанот дека не се приближуваат кон копното. Бил неспретен, млад, се уште неискусен, се лизнал и почнал да паѓа. Сите морнари кои гледале едноставно биле здравени. Што ќе се случи сега со момчето, дали ќе се спаси? Отеднаш момчето успело да се фати за едно јаже и си помислиле доле морнарите: добро е, ќе се спаси. Меѓутоа, тоа јаже не било поврзано горе со јарболот. Се фатило момчето за јажето, но паднало доле на палубата и загинало. Се поставува прашање: за кого ние се држиме, браќи и сестри? Дали тоа наше јаже само така виси провидно, или тоа јаже врзено или го држи Исус Христос? Да, нова земја кима проблеми, кима страдање, кима и убиства ради Христа. Ќе бидат некои затварани,
Но Исус вели во Откровение 2 глава, не бој се од она што ќе претрпиш. Ете, ѓаволот ќе фрли некој од вас во темница, за да бидете искушувани и ќе бидете во неволја 10 дни. Христос наскоро ќе дојде, почитувани, ќе направи крај на сите маки, на сите убиства, на сите затварања, на сите притисоци. Исус е воскреснатиот Господ. Тој не ослободува од неволите. Денеска имаме проблеми во животот. Има болести, има несигурности, има војни, има стравови, но денеска Исус полека се приготова да се упати кон ова наша планета и тој ќе не ослободи за секогаш од сите неволи. Исус ќе дојде видливо, како што вели таму во Библијата. Ќе го види секој око, дури оние кои го прободаа. Исус ќе дојде како спасител, како ослободител, но на која страна ние ќе се најдеме зависи од нашата одлука денеска. Дали ќе бидеме на страна на победниците или на страна на губитниците. Во таа група ќе се најдат луѓе од сите сталежи, од сите раси, од сите класи. Таму ќе бидат луѓе кои ги дали своите животи, со цели семејства кои страдале во тие мрачни арени, фрлани пред лавови. Меѓутоа, тие знаеле својата цел. Имале свој идеал да му служат на Господа и по цена на својот живот. Господ нека ни помогне, Исус Христос нека не охрабри уште вечерва да се определиме да бидеме на Негова страна.